Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Се расчистуваат штетите од вчерашните поплави кои зафатија одредени региони од државата. Од Центарот за управување со кризи утрово информираат дека во Кучанско и во Охридско поради излевање реки се действува со механизација. На подрачјето на Скопскиот регион нема нарушување на редовната состојба поврзано со врнежите од дожд. Во Тетовско пак се пријавени свлечишта на локалните патишта. Во Охрид одржан е состанок на кризниот штаб на општината со одлука да се стават на располагање сите човечки и материјални ресурси. Во Кичево водостојот на реките се намалува, но на одредени локации состојбата се уште е критична. Речиси 120 лица од улицата Прилепска и натаму се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Озунов. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши увид и на оштетените објекти, велат од Центарот за управување со кризи. Од Автомотосојузот пак апелираат на внимателно управување со возилата и приспособена брзина, особено на патиштата, нискотлините и клисурите каде постои можност од појава на одрони. Критични делници на кои треба да се обрне посебно внимание се Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Зголемен е водостојот на реките и во источниот дел од државата, но барем за сега нема опасност од нивно излевање. Надлежните сепак ја следат состојбата, екипите се на терен и интервенираат онаму каде што има потреба. Висок водостој на реките на истокот, на места на Врна и по 50 литри на метар квадратен. Каменичка река го достигна пикот и според информациите од водостопанство Брегалница, во акумулацијата Калиманци се влеваат 29 кубни метри вода во секунда. Градскиот дел доста е длабоко коритото и се уште постои простори доколку се зголеми водостојот да не ги загрози околните куќи, така да во моментот екипите се на терен, машините се тука, доколку има потреба ќе се интервенира во коритото со цел проширување таму каде што има наноси на реката. Слична е состојбата и со голема и мала река кои во Брана градче акумулираат 10 метри кубни вода во секунда и се излеваа од своите корита во делот ке викендичките. Кочанска река во градот е над нивото и на одделни места го преплавува речното корито. Сепак, првиот човек на општината смирува, врнежите престанаа и состојбата со водните текови полека се стабилизира. Водостојот на Кочанска река од Брана градче до Кочани е зголемен, но не е алармантен. Од потегот од завршетокот на градот Кочани до Подлог, Кочанска река претходно ја чистевме, координирана акција со службите од водостопанство. Имаме зголемен водостој на речното ниво, но немаме поплави. Река Брегалница поради големиот број притоки, исто така е со зголемен водостој, но засега коритото ги акумулира на дојдените води и нема опасност од излевање. За Сител, Трајан Ристовски. А од утре целата територија на Македонија ќе биде зафатена од нов екстремно студен бран со снег и многу ниски температури. Деталите ги дознаваме од колегата Љубиша Ристевски, го вклучуваме во живо од Метео студиото. Љубиша, какви се прогнозите, што можеме да очекуваме од утре? Добар ден, Деспина, до тебе и до нашите гледачи. Се разбира, во наредниве денови, како и почнувајќи од денешниот ден, се очекува студен бран, кој ќе, што се вели, ќе се расшири низ цела Македонија, иако она што е позитивно во временската состојба, намалување на врнежите од дожд, односно намалување на нивниот интензитет. Така денес и деновите од викендот, како и наредните работи денови, студено, ниски утрински температури, умерен мраз и голомразица ќе бидат секојдневие. Ниските температури ќе се задржат и преку ден, иако со повремени сончеви периоди. Невечерва, например, се очекува се уште нестабилно време со врнежи, но мешавина од дожд и снег, а над 800 метри врнежи од снег, кои пак во деновите од викендот насекаде ќе се спуштат до 500 метри. Во останатите предели врнежите ќе продолжат како врнежи од дожд, а во недела локално во западните и северозападните предели пак само врнежи од снег, но насекаде ветровито и студено време. Во понеделник веќе се очекува престанок на врнежите од дожд, врнежи од дожд и снег, како и чистите врнежи од снег, но се очекува повторно студено време, кое ќе се движи во утринските часови -10 па и пониски температури, а во текот на денот некаде од прилика до 3-4 степени.
што значи дека во наредните работни денови се очекува врнежите да престанат, но се очекува многу постудено време. Илвиче, ти благодарам за овие информации, секако многу подетална временска прогноза ќе имаме по завршувањето на овие вести. Одиме понатаму. Денеска завршува кампањата за повторените избори за градоначалници во Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа. По полноќ ќе стартува изборниот молк, кој што ќе важи до недела вечер, кога во 19 часот ќе се затворат гласачките места. Според информациите од Државната изборна комисија, гласачките ливчиња и апаратите за биометриска идентификација денеска се дистрибуираат до општинските изборни комисии, а оттаму ќе бидат подигнати од избирачките одбори. Оттаму велат и дека засега нема никаков интерес за наблюдување на повторените избори, односно дека до вчера не бил пријавен ниту еден наблюдувач. Утре гласаат болните изнемоштени лицата во затворите, запишани во избирачкиот список во овие 4 општини. Кандидати за градоначалник на Гостивар се Невзат Бејта од коалицијата Вреди и независниот Валјон Лимани, поддржан од Националната алијанса за интеграција, предводена од ДУИ. Во Врапчиште кандидати за градоначалник се Исан Шабани од коалицијата на ДУИ и Зулјахарат Демири, поддржан од група избирачи. Во Центар Жупа има само еден кандидат за градоначалник и тоа Аријан Ибраим од Демократската партија на турците. Во Маврово Ростуше пак има двајца кандидати, Онар Јакуповски, поддржан од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и Анес Ахмети, кандидат на СДСМ. Според изборниот законник на повторените избори не е потребна излезност од 1/3 на гласачите, туку за да се избере градоначалник треба еден од кандидатите да добие повеќе од половина од излезените избирачи, вклучувајќи и Центар Жупа, каде што има само еден кандидат. Изборите за градоначалник во овие 4 општини се повторуваат бидејќи на изборите во октомври таму немаше доволен број граѓани излезени на гласање. Ова воедно ќе бидат и последни избори на овој состав на Државната изборна комисија, чиј мандат завршува на 15 јануари, односно до изборот на нов состав на комисијата. Нема средби со криминалци, вели председателот на СДСМ и на денешниот брифинг со новинарите. Филипче го повтори ставот дека нема потреба од лидерска средба, бидејќи според него техничката влада не смее да биде укината. Ако власта сепак сака предвремени избори, СДСМ е подготвена за ново изборно соочување. Техничката влада може да се укине само тогаш кога ние би биле зрело општество, а ние тоа сега во овој момент не сме. Затоа што оваа власт канџите агресивно ги стави на сите институции и ги злоупотребува во своји политички цели. Не смее да се укине техничката влада, затоа што е тоа само светлина, единствена можност за честни и фер избори. Тие не ја сакаат техничката влада, затоа што кога ќе влезе министер од опозиција, ќе има увид во сите злоупотреби и во целиот коруптивен систем кој што е сега поставен. И за крај дозволете да резимирам. Кој оди на состанокот, кој што го иницира премиерот Мицкоски, е поддржувач на изолацијата на земјава и дава легитимитет на сите антидржавни политики. И што е најлошо, дава легитимитет на криминалот и на корупцијата. Кој оди на таков состанок јавно се декларира дека е соработник на тендер коалицијата. За знам тоа сите го знаат. Одамна е јасно. Тендер коалиција на плаќање, на уцена, нивната соработка е веќе јасно дефинирана, тоа нашиот антикорупцијски тим секојдневно го образложува и го обзнанува. Време е да се знае кој е за Македонија, а кој е за криминал и корупција. Да знаеме кој е за изолација, а кој е за прогрес и за интеграција. И поради сето тоа за нас Европската унија нема алтернатива.
На Природно-математичкиот факултет ќе се вршат напредни дијагностички анализи кај различни онколошки состојби, со што државата поефикасно ќе одговори на зголемените потреби во здравствениот систем. Ваков договор денеска подпиша директорот на Фондот за здравствено осигурување и деканот на ПМФ. Ова лабораторија на ПМФ треба да послужи како втора лабораторија која ќе покрива онкологија, така да обезбедиме и повеќе услуги, меѓутоа и обезбедиме бекап ако примарната лабораторија заради X причини не може да ги обработи сите потребни пациенти. Познато е дека во овој дел од онкологијата имаме најдолго чекање, а чекањето е контрапродуктивно во однос на започнувањето на третманот и сметаме дека со ова ќе се скрати времето на чекање, ќе се забрзи почетокот на терапијата на клиниката за онкологија. Државата исплати нови 6,9 милиони евра во стопанството, со што речиси целосно искористен унгарскиот кредит за развој. Од Министерството за финансии информираа дека денеска се реализираше нова значајна исплата на средства намената за поддршка на македонската економија. Од буџетот е извршена исплата на нова транша во вредност од околу 6,9 милиони евра кон Развојната банка. Со исплатата на оваа транша вкупната поддршка на државата кон домашната економија изнесува 224 милиони евра од вкупно предвидените 250 милиони евра за поддршка на домашните компании. Владата ги обезбеди овие средства преку кредитната линија од унгарската Експорт-импорт банка со цел поддршка на домашната економија. Поддршката се состои од пласман на средства по поволни услови за компаниите во насока на реализација на приватните инвестиции, со што тие ќе обезбедат сопствен развој и поттикнување на економскиот раст. Средствата се пласираат до крајните корисници преку деловните банки. Каматната стапка е 1,95% годишно, рокот на отплата е до 15 години и грејс период до 3 години. Вкупниот буџет за поддршка на домашните компании предвидени во буџетот изнесува 250 милиони евра, а вредноста на инвестицискиот циклус се проценува на околу 300 милиони евра, информираат утрово од Министерството за финансии. Од 12 до 14 јануари традиционално ќе се одржи Вевчанскиот карневал. Организаторите ветуваат богата програма, додека маските и годинава се држат во тајност до денот на почетокот на манифестацијата. Тоа се денови кога Вевчани ви се отвора со љубов, секоја куќа е отворена, каде што секаде ќе бидете пречекани со љубов. Вевчани ве очекува, знаете, маските ќе бидат. Тоа е убавината на Вевчанскиот карневал, треба да видите присутни таму за да видите, не знам ни ја, не знам никој од нас, да одоживеете нештото и ќе има многу забава. Убавото е таму што се чувствува навистина духот на Македонија, македонштината. Со братот приметивме дека кога вевчанци одат, земјата се чувствува вибрација, значи они се така навикнати по тие брда нивни да се движат маестрално, што дури ако навлезеш во самиот момент можеш да чувствуваш вибрацијата како земјата се тресе. Преубаво доживување, ги поканувам сите кои што можат да се ослободат понеделник и вторник, да дојдат да го почувствуваат Вевчанскиот карневал.